Добар ден, добре дојдовте во Училница. Моето име е Лидија Вилковска и јас сум оделенски наставник од Основното училиште Дане Крапчев од Скопје. Овој видеочас е наменет за ученици од трето оделение по предметот математика. Наставната содржина која денес ќе обработуваме е множење, односно множењето како собирање во групи и знак за множење. Целта е да го разберете множењето како собирање на исти собироци и да го користите знакот за множење. На почеток, како изгледа и како се запишува и како се чита знакот множење? Знакот множење го пишуваме како точка или како буквата Х, а се чита по. Што е множењето и како се множи, ќе видиме низ следните неколку слајда низ презентацијата. На првиот слајд гледаме представени колачиња. И од едната и од другата страна гледаме по 3 колачиња. Ако првите 3 колачиња ги ставиме во едно множество, добиваме една група со колачиња. Потоа и другите 3 колачиња ги сместуваме во множество и на ваков начин добиваме 2 групи со колачиња. Ако ви го поставам прашањето колку вкупно колачиња гледаме на сликата, вие знам дека ќе знаете да ми одговорите така што ќе пресметате со помош на собирање. 3 колачиња од првото множество плюс уште 3 колачиња од второто множество се вкупно 6 колачиња. Имаме 2 групи, значи 2 групи од по 3 колачиња се вкупно 6 колачиња. Сето ова можеме да го запишеме и со операцијата множење. Тоа се запишува како 2 по 3 е еднакво на 6. Кога правиме групи од елементи со цел да го представиме множењето всушност како собирање по групи, треба да внимаваме во секое множество да имаме ист број на елементи. Задачата која што пред малку ја решивме, 2 по 3 е еднакво на 6, ја гледаме и во следниот слајд. Мојата цел е да ви покажам дека броевите во операција множење имаат своји имиња, односно првиот број се нарекува прв множител, вториот број се нарекува втор множител, а третиот број го нарекуваме производ, односно бројот кој што ќе го добиеме како резултат го нарекуваме производ. Одиме со следниот слајд кој што ни е повторно уште еден пример за тоа како се множи. Овој пат на сликите гледаме дождовни капки. Првите дождовни капки ги ставаме во множество кое што ќе ни представува една група од 5 дождовни капки, 1, 2, 3, 4, 5. Следните 5 капки ќе ни бидат втора група и последните 5 ќе ни бидат третата група. Значи добивме 1, 2, 3 групи со по 5 дождовни капки. Ако ви го поставам прашањето колку вкупно капки гледате на сликите, вие повторно со помош на собирање лесно ќе пресметате. Ќе запишете 5 плюс уште 5 од втората група и плюс уште 5 од третата група, добиваме вкупно 15 капки. Тоа можеме да го запишеме како 3 групи кои што ги формиравме, од по 5 во секоја група се вкупно 15 капки. Запишено како множење 3 се мисли на трите групи, по 5 капки во секоја група е еднакво на 15 капки. Ќе видиме уште еден пример, со цел да ни стане појасно. Во последниот пример гледаме слики на мајмунчиња. Имаме 5 мајмунчиња на едната страна, кои што ќе ги ставиме во едно множество и тие ќе бидат нашата прва група. Од другата страна имаме уште 5 мајмунчиња кои што ќе бидат втората група. Значи формиравме 2 групи со мајмунчиња. Ако ви го поставам прашањето колку вкупно мајмунчиња гледаме на сликата, вие со помош на собирање ќе решите 5 плюс 5 и ќе добиете 10. Истото ќе го запишеме 2 групи
Од по 5 мајмунчиња во секоја група се вкупно 10 мајмунчиња. За пишање со операција множење имаме 2 по 5 е еднакво на 10. После трите примера можеме да дојдеме до еден заклучок, односно да заклучиме дека множењето представува скратено собирање на исти собираци. Повторувам уште еднаш дека е многу важно кога множењето го представуваме како скратено собирање, односно собирање по групи, кога го представуваме како собирање по групи, мора да внимаваме во секоја група бројот на елементите да биде ист. Ако е доволно јасно, сега е ваш ред. Ви задавам 3 текстуални задачи и ве замолувам да го паузирате видеото. Прочитајте ги внимателно задачите, а потоа самостојно решете ги. Задачите се следни. На масата во една канцеларија имало 3 вазни со цвеќиња. Во секоја вазна имало по 4 цвета. Колку вкупно цвеќиња имало во вазните? Втората задача е за Великден Јана вапсала јајца. Во 5 кошнички ставила по 6 јајца. Колку вкупно јајца извапсала Јана? Третата задача, Марко во двете раце држал по 7 оливчиња. Колку вкупно оливчиња држал Марко? За полесно да решите, откако добро ќе ја прочитате задачата, направете се илустрација, односно нацртајте си тоа што ви го кажува задачата, а потоа трите треба да ги решите со помош на операцијата множење и знакот за множење. Ако го гледате во моментов овој слайд, тоа значи дека вие сте ги решиле задачите и дека повторно сте се вратиле на моето видео, односно на часот по математика. Тука ја гледаме повторно првата задача, ќе се потсетиме на текстот кој гласеше на масата во една канцеларија имало 3 вазни со цвеќиња. Во секоја вазна имало по 4 цвета. Колку вкупно цвеќиња имало во вазните? Да видиме како јас ја решив, а воедно како и вие требаше да ја решите задачата. Како што вам ви дадов совет, така и јас на истиот начин задачата ја представив преку илустрација. Нацртав 3 вазни и во секоја вазна ставив по 4 цвета, бидејќи така кажуваше задачата. Што значи дека формирав 1, 2, 3 групи со по 4 цвета. Истото и го запишав. 3 групи од по 4 цвета се вкупно 12 цвеќиња. Запишано со операција множење, тоа се запишува 3 по 4 е еднакво на 12. Бидејќи ова е текстуална задача, ќе запишеме и одговор кој ќе гласи: во вазните имало вкупно 12 цвеќиња. Да се потсетиме на втората задача, таа беше за Великден Јана вапсала јајца. Во 5 кошнички ставила по 6 јајца. Колку вкупно јајца извапсала Јана? И во оваа задача јас си нацртав, односно тука преку илустрации прикажав 5 кошнички и во секоја кошничка има по 6 јајца. Значи имам 1, 2, 3, 4, 5 групи од по 6 јајца. Истото си го запишав под илустрацијата, 5 групи од по 6 јајца се вкупно 30 јајца. Со математичка задача множење тоа се запишува 5 по 6 е еднакво на 30. Одговорот ќе биде Јана извапсала вкупно 30 јајца. И ни остана последната задача, таа гласеше Марко во двете раце држал по 7 оливчиња. Колку вкупно оливчиња држал Марко? Јас ги представив во моето решение двете рачиња на Марко и во едното и во другото раче имаме по 7 оливчиња. Значи добивме 2 групи од по 7. Истото го запишав, 2 групи од по 7 се вкупно 14, а како математичка задача со множење и знак за множење тоа се запишува 2 по 7 е еднакво на 14. Одговорот ќе биде Марко држал вкупно 14 оливчиња. Како на крајот на секој час, така и на ово јас ќе ви дадам домашна задача. Тука ги замолувам вашите родители да ви помогнат.
Интерактивниот линк кој што во моментот го гледате на презентацијата, нека ви го внесат во вашиот интернет пребарувач и нека ја најдат оваа математичка игра во која што вие ќе можете да правите низи, а врз основа на низите да правите групи, односно да групирате елементи или броеви со чија помош потоа ќе можете да множите. Се надевам дека ќе ви се допадне играта преку која ќе го вежбате множењето. Се гледаме во некој нареден час од Училница. Довидување.